Добар ден, почитувани, ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Природни катастрофи, како што се ураганите или пак земјотресите, секако опасни по живот, сообраќајни несреќи, вооружени напади, силувања, киднапирања, животни ситуации кои што се случуваат ненадејно. Како да продолжи животот по некое вакво трауматично искуство? Дали траумата може за секогаш да го промени нашиот карактер и нашата личност? Каков е тој посттрауматски стресен синдром? За сето ова детално денескот разговорот со доктор Мице Дудучки, инаку невропсихијатар, едуциран за пружање стручна помош при масовни големи несреќи. Докторе, добар ден и добре дојдовте во денешната Телма амбуланта. Добар ден, ви посакувам пријатен ден вам во студиото и на вашите гледачи. Ви благодарам. Докторе, што се може да представува трауматско искуство? Дали тоа секогаш мора да биде поврзано со вистинска или пак можна смрт? Трауматското искуство не представува само животна, витална опасност. Представува изразена загрозеност на психолошкиот, социјалниот, физичкиот или физичкиот интегритет. Меѓутоа, тука постојат бројни нијанси за некоја личност и мощне травматично доживување нема да се доживее како акутна стресна реакција, може силно непријатно доживување, нема да се доживее како акутна стресна реакција или како психотраума, додека кај другите личности релативно беззначителна, незначајен настан може да се доживее како болно травматско искуство. Ова што пред малку го споменавте е предмет на проучување на дизастер медицината. Значи, тоа е медицина при масовни несреќи, како споменате урагани, поплави, земјотреси, епидемии, како што сега имаме воена, избеглици од воени жаришта. Значи, сето тоа е дел на проучување на дизастер медицината, па и ова последната несреќа со автобусот на Беса Транс представува еден вид дизастер, бидејќи целата нација, целиот македонски народ при околината го доживееме доста болно и травматично. Ние како условно речено индиферентни, а поготово членовите на нивните семејства со оглед на механизмот и на доста грозоморно, доста травматичен начин на губење на животот на повеќето, за жал, млади лица. Така. Ова травматична автобуска несреќа сите не допре, сите не трогна, сите не измести, може да се каже. Докторе, дали е нормално непосредно по некоја доживеана траума да се јави шок реакција? Дали е тоа нормална реакција на организмот? Да, скоро кај секоја личност при нарушување на индивидуалната биолошко, психолошка и социјална равнотежа заради дејство на психолошки, хемиски, физички фактори или фактори мешовити кои делуваат на човековата психа, на човековата личност, на неговиот социјален и физички интегритет, представуваат нарушување на тој милје интериер, како би го нарекол Клод Бернар, односно на нарушување на нашата равнотежа. И тука настанува карактеристична Селиева стрес реакција, која Ханс Сели како студент кој емигрирал во Америка ја проучувал и таа е влезена во науката и се манифестира со униформно однесување на секоја личност. Се излучува повеќе адреналин, настанува тресење на телото, препотување, лупање на срцето, забрзан срцев пулс, се лачи повеќе кортизол како хормон на стресот и тоа е униформна реакција на нашиот организам на сите овие стресовени фактори. Меѓутоа, тука мора да нагласам едно разногласие. Имено, сите употребуваме, па еве и ние лекарите и специјалистите употребуваме стрес. Тоа е неточно во медицинска смисла на зборот, бидејќи постои еустрес, значи некоја
некој пријатен настан кој го доживуваме како нешто што нарушува на рамнотежата, ама тоа не е пријатно и тоа во медицината исправно се нарекува еустрес, а она што е непријатно се нарекува дистрес. Меѓутоа, вообичаено е да се употребува овој терминот стрес. Но, постојат интериндивидуални разлики помеѓу тоа како една личност ќе доживее еден настан кој по природа на нештата би бил травматичен, од прилично рационално, разумно однесување до состојба на шокова состојба пред себе во смисла на доживен психички шок. Така, сите различни на стресните ситуации. Колку време по појавата, докторе, на шок реакцијата е нормално да се повлечат овие реакции како страв, вознемиреност, нарушување на сонот и слично? Прво зависи од интензитетот на стресогените фактори, односно на стресорите. Второ е битно кој вредносен систем го зафаќа од човекот. Кај некој губиток на сакана особа, кај некој разводот е со пет прославува дури во кафеана, а кај некого е изразито стресна ситуација. Меѓутоа, постојат листа на животни настани, французите велат евенемалито или life events, англичаните велат, и каде што кај различити култури тие стресни настани се доживуваат, не се рангирани на ист начин. Да кажеме, во Америка е најголем стрес е разводот или губење на работното место. Ама секој втор брак е разведен или таму сигурно полесно ќе најдете работа од што во Македонија. Кај нас, во нашата култура, па и во нашата религија, се разбира дека еден од најтравматичните настани е губење, смрт на блиски особи, посебно на деца, посебно ако се тоа помлади особи, и нашата култура и нашата религија тоа на некој начин го доживува индивидуално и колективно го доживуваме како значаен стрес. Меѓутоа, дали негативните ефекти од стресот ќе трајат краткотрајно, бидејќи тоа е, што реков, селива стрес реакција е физиолошка, нормална. Меѓутоа, дали негативните ефекти ќе потрајат со денови, со месеци, понекогаш и со години, многу зависи од самата структура на личност, од зрелоста на личноста, од тоа какви одбранбени механизми применува, дали применува зрели, здрави одбранбени механизми или пак незрели механизми, какви се негацијата, какви се конверсивно реагирање, какви се бројни психосоматски реакции. Значи, факторите на личноста и карактеристиките на стресорот многу зависи од тоа дали ќе се развие посттравматско стресно расстройство, дали ќе се развие краткотрајна стресна реакција или ќе се развие пролонгирана стресна реакција со бројни симптоми од анксиозност, депресивност, фобичност, психосоматски нарушувања или психосоматски болести. Значи, постои цела една лепеза на нарушувања кои ги карактеризираат акутните и пролонгираните стресни реакции, а посебно посттравматските стресни расстройства. Докторе, доколку симптомите не се повлечат во текот на еден месец, односно доколку реакции на стресот, како што се вознемиреност и слично, не се повлечат, дали значи дека постои поголема шанса да се развие посттравматско стресно искуство? Расстройство. Мислите расстройство? Расстройство, така. Разбира, да. Многу е битно, она што како бивш воен лекар на Војно-медицинска академија и во теорија и во пракса го преминувавме, и работев неколку месеци како лекар доброволец на боиштата на бивша Југославија, во Книн, во Западна Славонија. Многу е битно имедијатно, промптно пружање на стручна медицинска помош. Дали е тоа во вид на само помош во такви стресни ситуации, взаемна помош, или пак е потребно кај поедини индивидуи е потребна стручно психолошко-психијатриска помош. Од тоа, дали е промптно, адекватно пружена стручна помош, на кој начин е пружена, колку таа била ефикасна, зависи од тоа дали ќе се развие или нема да се развие посттравматско стресно расстройство. Имено, применувајќи таа воена доктрина на третман на стресните расстройства, посебно при овие дизастер
состојби на масовни катастрофи, како што беше војната во екс-Југославија и во Македонија. И во Македонија ги применував тие принципи на војната психијатриска доктрина, па кога беше оној немил настан во Диво населје во Куманово, кога беа фингирана малак Балкана војна, ти геахсал французите велат, тогаш имедијатно јас и моите колеги пруживме помош и на сите тие луѓе кои беа травматизирани. Тоа беше вистинска воена, грозна воена ситуација со масовни разорнувања, тогаш и како ефект, како резултат на тоа имавме многу помал процент на посттравматски стресни расстройства, одошто ако не бевме пружиле таква стручна медицинска, односно психолошко-психијатриска помош. Од друга страна, бидејќи работам и со пациенти со посттравматско стресно расстройство, за нашите најчесто кумановци кои биле на боиштата во воените зони во Ирак и Афганистан, таму нити имало стручни кадрови, нити се почитувала принципите на воената психијатрија и военото психијатриска, психолошко-психијатриска доктрина. Имаме голем број на пациенти со посттравматско стресно расстройство кое настанува од неколку месеци па дури и неколку години после доживување на тие страшни стресни ситуации, бомбардирања, терористички напади, експлозии од ракетни проектили, самоубиства, убиства од бомбаши, самоубици, автомобил бомби. Тоа се грозни настани, грозни гледки и оставиле длабоки траги врз емоционалното функционирање на тие млади луѓе кои поголем дел кај нив се развило посттравматско стресно расстройство. Така, кога ќе се спомне на посттравматско стресно расстройство, првата асоциација се воените ветерани, војниците од бојните полиња, боишта, но сепак тоа може да се случи секому. Секој што се соочил со некое травматско искуство, може всушност да го развие ова расстройство. Па, докторе, како да знаат луѓето дека се соочени со посттравматско стресно расстройство, дека тоа не е само еден шок по доживеаната травма? Кои се основните симптоми? Имаат ли овие луѓе постојани флешбекови од она што се случувало и на јаве и на сон? Што им се случува? Се разбира дека постојат особински симптоми во дијагностиката по DSM-4, DSM-5 или МКБ-10, меѓународна класификација на психички расстройства и бихевиорални расстройства. И најчести симптоми кои се последица на неадекватно третирање од стрес, ова се депресија, анксиозност, фобичност, нарушено однесување во смисла на реакции по тип acting out, по тип на краток спој, нарушени односи во семејството, нарушено психосоцијално функционирање, нарушен апетит, најчесто во смисла на намалување на апетитот и губење на телесна тежина, пред се нарушен сон со кошмарни соништа и флешбекови кои се јавуваат и преку ден и преку ноќ, кои се инициирани како тригер механизам делуваат и некои индиферентни стресови. Например, ако слушаат таму во Афганистан, incoming, тоа е претечка опасност од ракета која ќе падне во базата каде се наоѓаат и цивилни и воени лица. Сега, доволно да слушне сирена од автомобил од хитна медицинска помош или од полиција и да реагира на начин да го зема шлемот или заштитниот панцир и да бега во бункер да се засоли. Значи, по тие асоцијативни механизми настануваат и таквите реакции. Од друга страна, настануваат неволни сеќавања, интрузивни мисли, малку па ќе се врати на нешто што било непријатно, што било травматично, стресогено, иако поминат доста долг, релативно долг период од самиот стресен настан до актуелните манифестации. Меѓутоа, самата асоциација, самото создавање на ментални слики и представи за оно што било травматично, доведува личноста, пациентот, да се чувствува исто толку травматично како да се наоѓа во моментот кога се случува стресната реакција. И тоа е суштината на посттравматското стресно расстройство и тоа е она што ние како судско медицински вештаци, да не кажем експерти, односно форензичари, треба да го докажеме понекогаш и на судските органи, на осигурителните компании, зошто овие луѓе имаат вакви нарушувања. Од друга страна,
како бегство од овие непријатни ситуации често кај пациентите настануваат така наречен посткоагулантен синдром, а се манифестира и со злоупотреба на алкохол и со злоупотреба на наркотици. Сте слушнале сигурно за виетнамскиот синдром, се слушнале сигурно за заливскиот синдром, војната помеѓу Ирак и Америка, не Кувейт, помеѓу Америка, колку се тие последици тие нарушено однесување, колку е последица на посттравматско стресно раствој. Па гледаме влегол во црква, во училиште со автомат, убил толку луѓе, тоа се тие десперадоси, тоа се тие луѓе кои сигурно имале последици од стресните настани. Дали се работи во борбени услови, дали се работи во дизастер, услови масовни несреќи, или да се работи за некој абузус, сексуална злоупотреба во детинството, малтретирање во детинството, жртва на некакво ментално или физичко насилство. Значи, сите тие настани доста често и кај најголем број луѓе, ако не се адекватно третирани, доведуваат до PTSD или PTSD, како велат. Посттравматски стресен синдром. Докторе, тука ќе им дадеме можност и на гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања на телефонскиот број 3076 677. Доктор Мице Дудучки, невропсихијатар, е нашиот денешен гостин. Тој ќе даде појаснувања на бројните наши, но секако и ваши прашања почитувани. Докторе, колкав дел од луѓето по доживеана траума се јавува страф од животот, но и од животот? Значи се плашат и за животот, но се плашат и да живеат понатаму. Па кај сите оние кои доживеале вакви стресни настани, а посебно кои доживеале психотрауми, а тоа е највисок степен на стресна реакција, акутна психотраума, настануваат два вида на страф. Првиот е во моментот кога се доживува стресната ситуација и вториот е секундарен страф, како стрепење, загриженост, преокупираност за исходот на стресните настани, каков ќе биде, дали ќе се излечат од тоа, дали ќе останат трајни, привремени последици, колку тоа ќе ги хендикепира, колку тоа во психичка смисла ќе направи некој дисбаланс или ќе направи некој хендикеп во нивното севкупно социјално, психолошко, семејно, психосексуално функционирање. Значи, секундарниот страф е многу битен, па и тоа е не често, туку е задолжително тема на третман на посттравматското стресно расстройство. Имаме гледач кој што очекува да постави прашање. Добар ден и добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден. Повелете. Се јавам ја прашање. Повелете. Трауматски стрес. Татко ми почина на 28 февруари. Така. После 26 дена почина се крва ми, кој беше као втора мајка. И после 21 ден имавме трансплантација на муж ми. Значи, све ни се собра. Сега прашањето ми е што да правиме, како да се обратиме, на кој да се обратиме. Така, претпоставам дека не се чувствувате добро периодов. Да, значи тоа се 28 февруари, 26 март и 17. Така, во многу брз временски период ви се случиле многу големи трауми. Како понатаму и каде да се обратите? Ви благодарам за поставеното прашање. Докторе, дали имавте можност да го слушнете прашањето? Да, го слушнав прашањето. Овде се работи за кумулативен негативен ефект на стресот, бидејќи во релативно краток временски период настанале доста значителни стресни реакции и тој негативен кумулативен ефект, во колку не се третираат ваквите стресни реакции адекватно, може да доведе до посттравматско стресно расстройство. Се разбира, во нашата култура, во нашата традиција постои и еден феномен при вакви настани со смртни случаи. Тоа е прво феномен на шок, кога сме изгубиле некоја драга личност. Потоа феномен I don't believe, неприфаќање на губитокот, не можам да верувам дека таа личност нема повеќе помеѓу нас. Третата фаза е фаза
на метаболирање, нарекуваме, значи на преработка на сите оние травматски настани и прифаќање на тој губиток, и четврта фаза е фаза на катексизам, односно кога нашата емоционална енергија, кога нашата љубов, грижа и остало ја усмеруваме према други личности или према други предмети, настани, миленичиња, активности во смисла на некој општествено корисна работа, каде што правиме едно премостување помеѓу стресните настани и враќање во секојдневниот живот. Би советувал на гледачката да се консултира со најблискиот психолог, психијатар, и сигурно некогаш е доволно само психолошка поддршка или кларификација да разјасниме дека тие реакции во почетокот се нормални, вообичаени, и ние жалоста не може ниту да ја лекуваме, ниту да ја избришеме со гумичка, туку на некој начин да ги едуцираме, да ги впатиме, да ги посоветуваме нашите пациенти, нашите клиенти како ова да го пребродат. Но секогаш нема успех самиот сапорт, самото советување, персуазија, во некои случаи е потребно и психофармакотерапија, односно давање на лекови кои ќе намалат анксиозноста, депресивноста, бидејќи постои битна разлика помеѓу жалост која е физиолошка, нормална, и депресивност која се развива како последица на стресна ситуација. Уште двајца гледачи, доктори, очекуваат да се вклучат во Телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Ви благодарам. Јас сакам да поставам едно прашање до професорот. Знаем, има 28 години. Сега, октомври месец, она прележала COVID. Меѓутоа, што се деси, не знам, кај нега се појави анксиозно нарушување. И сега она испи и пиете уште, доктори, по една таблета од 5 милиграма, вако са бајле. Меѓутоа, знаем, моја има 3 деца, 1 година и 7 месеца, друго 6 и друго 8. Сега, она е многу доста млада, меѓутоа некако не се враќа во нормална состојба. Ве молам, докторе, најглавното прашање ми е до вас. Она изгуби многу тежина, телесна тежина. Докторе, едно прашање до вас. До кога она ќе престане да слабее? Тоа ми најбитно. Посети психијатри. И сега утре има закашане со така болница, една психолог ќе оди да видиме што е работа. Докторе? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, можевте ли да го слушнете прашањето? За жал, тонот беше доста слаб, не може како што треба. Да го слушам прашањето, па ве молам да го парафразирате прашањето на гледачката. Се јави гледачка за низината снага, колку што разбрав има 28 години, по прилежан ковид, развила анксиозно нарушување. Од тогаш пие некаква терапија, но не забележуваат подобрување кај неја. Инаку таа има 3 деца, колку што разбрав има исто така и проблем со телесната тежина. Доколку добро слушнав, како може да се реши овој проблем? За жал, ние во наредните години ќе зборуваме и за невролошки последици од ковид инфекцијата, но ќе зборуваме и за психолошки последици од самата ковид инфекција. Невролошките најчесто се зачестени мозочни удари, мултипла склероза, Гилјен-Баре синдром, нарушување на мозочната циркулација, па дури и акутна деменција заради оштетување на невроните, заради микротромби кои настануваат во мозокот, но чести се и психолошките реакции. Вчера имав пациент кој е правник, кој од тој страв до степен на параноичност не функционира нити професионално, нити емоционално, нити социјално, нити семејно, во смисла на развој на една параноидно-депресивна пролонгирана состојба. Значи, ваквите ситуации може да идат од стресна ситуација како стрепење за исходот од една доста опасна инфекција кај поедини личности кои за жал завршува често и фатално, меѓутоа завршува и со невролошки и со психолошки последици. Чести се краткотрајните депресивни реакции, па дури и развој на вистинска депресија, мајор депресија, како велиме,
уште почести се мешовитите анксиозно-депресивни или анксиозно-фобиски состојби кои захтеваат покрај психофармакотерапија, покрај примена на лекови, анксиолитици, хипнотици, во колку е нарушен сонот, витаминска терапија, во колку е нарушен апетитот, захтеваат една супортивна терапија, напросто на пациентите да им објасниме на кој начин ние како професионалци можеме да им помогнеме, на кој начин може семејството да помогне, на кој начин тие може сами себе да си пружат така наречена самопомош. Но во некои ситуации е потребно да се побара стручна помош, бидејќи реков, уште неколку години после завршување на оваа пандемија, нашата струка ќе се занимава со психолошките последици на ковид инфекцијата. Пошто очигледно не може да поминат брзо, односно преку ноќ. Потребно е време за да се вратат луѓето во нормала и покрај терапиите што ги зимаат. Уште еден гледач, докторе, ќе вклучиме во Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден. Не, се исклучил гледачот во меѓувреме, во ред може да се јави подоцна повторно. Колкав дел од оние кои што имаат посттравматски стресен синдром имаат уште некакво друго ментално расстройство, односно депресија? Дали оние кои што се депресивни имаат поголема веројатност да го развијат овој проблем по доживеана травма? Не мора да значи дека пациент кој бил депресивен па доживеал стресна ситуација, дека депресивноста сама по себе ќе се продлабочи. Многу зависи од самата структура на личноста, од незините одбранбени механизми, од нивото на едукација, од поддршката од семејството. Значи, тука постојат бројни фактори кои делуваат позитивно во смисла на премостување на таа стресна реакција, меѓутоа и други фактори кои делуваат негативно. Тоа е изостанок на социјален семеен поддршка, изостанок на стручна помош или пак најчесто коморбидитети, каде постојат покрај стресните ситуации постојат и други психосоматски болести, бронхијалната астма, дијабетесот, чирнадвенестопалечно црево, на желудникот, хипотиреоза, хипертиреоза. Сите овие стресни фактори ги потенцираат симптомите кај овие психосоматски болести, па сега имаме и влошување на телесната состојба заради влошување на симптомите во склоп на телесните болести кои ги имаат овие пациенти. И тука се наметнува потребата за еден холистички пристап. Значи, не смееме само да се фокусираме на пандемијата. Сигурно дека е во фокус на вниманието, меѓутоа треба исто така да внимаваме дека и од други болести се умира и дека оние кои не се директно вклучени во третманот на пациентите со ковид инфекции, дека треба ревносно, одговорно, дури со зголемени напори и со зголемен ентузијазам и ангажирање и на тие луѓе со соматски болести да помогнеме оти секоја ковид инфекција која се јавува кај луѓе со полиморбидитет или коморбидитет, секогаш таа завршува со многу потешка клиничка слика и почесто завршува со смртен исход, неголи во колку не постои таков коморбидитет. Добив знак дека имаме гледач на линија, да го вклучиме и да му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Овде во Вароско село Орма. Добар ден во Вароско. Да прашам докторот. Повелете. Јас сум со високи години, 83 години имам. Дали смем да ја примам третата вакцина? Имам две примено. Имам примено вакцина ова што е за сезонски грип. Така. Сега третата дали смем на овие години пак да примам? Така. Баба Руска се јави, само да појасниме дека денеска зборуваме со невропсихијатар. Докторе, би дале ли коментар на прашањето? Прашањето е дали може да прими вакцина. Со оглед на тоа дека примила две вакцини, дали да прими трета? Бидејќи порано бев воен лекар, бев начелник на санитетската служба во Црна Гора и како воен лекар имав можности, среќа или несреќа, да се справувам и со епидемија на хеморагиска грозница, каква што е болата, таму во Црна Гора ја нарекува мишја грозница. Значи имам некои познавања и од епидемиологијата, иако долги години се занимавам само со оваа струка, но тоа не е избледнало од моите знаења, од моите сеќавања. Препорачувам и по примање
na vakcina protiv sezonski grip i po primanje na 2 vakcini protiv COVID, nezavisno da li se to Sinopharm, Sputnik, AstraZeneca, svejedno, da se primi i така наречена booster doza. Zašto je bitna ta booster doza? За да го стимулира организмот за создавање поголем титар на антитела за поголема заштита од проста причина што вирусот знае да мутира, а со бустер дозата веќе ќе ги покрие и дел од новите соеви заради мутација на самиот вирус. Повторувам секогаш дека најголемите откритија во медицината се анестезијата, антибиотиците и вакцините. Така да антиваксерите ги сметам за луѓе кои или не се информирани, или се дезинформирани, или се едуцираат од Facebook, а не ја почитуваат струката, науката, така да препорачувам поготово по старите луѓе да се заштитат, затоа што младите луѓе често се носители на вирусот, а кај нив инфекцијата може да пројде или асимптоматски, без симптоми, или со многу благи симптоми, како што беше кај мојот син со губиток на чувството за мирис и вкус, меѓутоа, ако ја пренесат инфекција на постарите луѓе или на оние кои имаат хронични болести, тогаш тоа е животно загрозувачка состојба за нив и единствен начин е масовна вакцинација за да стекнеме колективен имунитет. Така да мојата препорака е, околку нема контраиндикации, а тие се сосема ретки, да се прими вакцината, поготово кај постари луѓе. Докторе, тука ќе пуштиме и блок реклами, почитувани останете на Телма, бидејќи уште многу работи ќе бидат откриени со корисни совети и препораки поврзани со посттравматскиот синдром. За животот по преживеаниот стрес денеска зборуваме со доктор Мице Додучки, воен невропсихијатар, едуциран за пружање стручна помош при масовни големи несреќи. Докторе, кога зборуваме за посттравматското стресно нарушување, обично колку време или расстройство, обично колку време по доживеаната стресна ситуација се развива? Дали во првите 3 месеци е тоа повообичаено или пак може да се јави со месеци, па и години подоцна, да речеме 10 години по доживеаниот настан? Значи, постои една временска рамка од месец до 6 месеци, каде што најчесто е период кој е потребен да се издиференцира дали ќе се развие или нема да се развие посттравматското стресно расстройство. За жал, во нашата култура ние често одиме кон самоиницијативно, односно на своја рака земање седативи, хипнотици, антидепресиви, прашувајќи по разни форуми што е најдобро и како е најдобро, а не консултирајќи ги лекарите професионалци. Така да добар дел од луѓето кои доживеале стресни расстройства на овој начин постапуваат, се додека не се види дека тоа не е ефикасно, тоа не е доволно добро за нив и дека тука не постојат некои стриктни алгоритми, бидејќи треба да се има строг индивидуален пристап, ние велиме креативна психотерапија, креативна психофармакотерапија, бидејќи човечкото битие, како емоционално битие, најмногу се разликува помеѓу себе во однос на, да кажеме, физиолошките или соматските карактеристики. Од тука рековме дека е значено навремено дијагностицирање и навремен третман. Едно од основните принципи во третманот на посттравматското стресно расстройство е прво разјаснување на природата на симптомите, го нарекуваме кларификација на пациентот, да му кажеме што сушност се случува во неговата психа, во неговото тело, која е врската помеѓу неговите емоции, помеѓу неговите мисли и телесните реакции, таа нераскидива врска помеѓу нашиот лимбички систем, автономниот нервен систем и внатрешните органи, бидејќи тие луѓе често реагираат со психосоматски симптоми, па затоа фокус ставаат на непостоечки телесни болести, а во втор план се става психичкото нарушување, кој е извор, кој е исходиште на овакви психосоматски симптоми, кои се доста чести во склоп на посттравматското стресно расстройство.
Имено индивидуалната психотерапија, најчесто применуваме когнитивно-бихевиорална, рационално-емотивна терапија или Рочерстова клиентоцентрична терапија, меѓутоа за жал во наши услови само мал број од моите колеги тоа го применуваат, учувајќи при мене. Не работиме групна психотерапија, која е еден од најефикасните начини за третман на ваквите расстройства. Што значи добра психотерапија? Пациентите да зборуваат за тоа што го чувствуваат? Сигурно, првото е анамнеза, да ни кажат кои се нивните травматични доживувања, како ги доживувале, кои се последиците од сето тоа, како реагираат на сето тоа, како функционираат во сите сфери на сопственото живење. Тоа е дел од анамнезата, со помош на која ние и преку нашето знаење и искуство едуцираност поставаме точна, прецизна диагноза и одредуваме психофармакотерапија во колку таа е потребна, најчесто е потребна, односно лекови, хипнотици, антидепресиви, некогаш антипсихотици, кога се работи за психотички реакции, седативи, меѓутоа и преку една максимално изразена емпатија, разбирање за проблемите, за симптомите на пациентот, да му помогнеме на некој начин да го едуцираме, за и тој самиот да влезе во тој тераписки процес и самиот да даде допринос за неговото излекување. Тоа се разни психотераписки методи и психотераписки техники кои се широко применувани во нашата средина и секогаш кога третманот на посттравматското стресно расстройство опфаќа психофармакотерапија и психотерапија, резултатите никогаш нема да изостанат. Се разбира, на нашите пациенти им кажуваме дека тоа не е киевица и за 3-4 дена да се излекува, дека се потребни неколку месеци, а во некои случаи, поготово овие ратни стресови, се потребни дури и неколку години за успешен третман на ваквите посттравматски стресни расстройства, независно од каква генеза се. Докторе, доколку симптомите обстојуваат подолго време, како што споменавте, година, 2 и 3, покрај лекувањето, може ли да се каже дека ќе дојде до трајна промена на личноста поради преживеаната траума? Па, за среќа, не настануваат трајни промени во карактерот, во однесувањето на поголем број пациенти, меѓутоа еден дел пациенти кои или заради силината на стресот, или заради неадекватни реакции, неадекватни одбранбени механизми, на крај крајва и неадекватен третман, доведуваат до трајни нарушувања пресе во однесувањето во кругот на семејството и во потесната или пошироката социјална средина. И таквите личности често се и извршители на разни кривични дела, од злоупотреба, реков, на алкохол, на наркотици, па до тешки кривични дела пред се во смисла на семејно насилство, во смисла на насилство во средината во која живеат, во смисла на псевдопсихопатско однесување, ако порано немале психопатски црти. Значи, во мал број случаи настануваат и трајни последици кај личностите кои доживеале психотрауми, а не биле адекватно третирани. Оние што доживеале психотрауми и биле соочени со посттравматското стресно расстройство и болеста ја ставиле под контрола. Може ли и мал тригер фактор повторно да ги врати старите чувства, стрес, вознемиреност, несоница и слично? Да речеме една лоша диагноза на лекар. Може ли тоа да предизвика кај нив едно травматско искуство и повторно да се вратат старите чувства и емоции? Ние во терапијата вршиме системска десензитација, а тоа значи на оние индиферентни настани во секојдневниот живот да не предизвикаат флешбекови или интрузивни мисли како што порано предизвикува кога е на почеток, кога третманот е на почеток. Што значи ги едуцираме пациентите веќе да не реагираат на такви индиферентни стимулуси кои би можеле по асоцијативен механизам да доведат до повторно преживување на стресните настани. Се разбира, во поедини случаи се јавува и тоа, меѓутоа со помал интензитет и многу поретко него од што при самиот
самиот почеток на третманот на посттравматското стресно расстройство. И тоа е еден од целите на терапискиот процес, да го десензитираме пациентот и на некој начин да го едуцираме како тој да излезе на крај со веројатни можни стресни настани во животот, бидејќи за жал живееме во многу стресовено време. Ќе се сложите со мојата констатација дека стресот е тивок убиец на современиот човек. Апсолутно. Докторе, гледач очекува да се вклучи во Телма амбуланта, да му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до водителката и до докторот. Благодарам. Добар ден, поздрав до водителката и до докторот. Ви благодарам. Повелете кој е вашето прашање прашање. до докторот. Имав мозечен удар во 2018 година. Така. Пием синтром, пентоксифилин и за турвекс. Добро. И турвекс ги пием. Дали може овие апчиња синтрома да ги продолжам да ги пием? Дали да ги престанам? Како треба? Така, докторот денеска е невропсихијатар, не е невролог. Докторе, претпоставам дека... Не, јас сум и невролог и психијатар. Добро, во ред, тогаш повелете. Можете да одговорите на ова прашање? Не го слушам за жал прашањето. Се јави гледачката која што имала мозочен удар и пие 3 типа на лекови, ги кажа кои се, јас не можам, не ги запишав, не знам точно која е терапијата, прашуваше дали може да продолжи да ја пие таа. Кога бил мозочниот удар? Во 2018 година. 2018 година. Се разбира, мозочен удар исхемичкиот најчесто доаѓа како последица на нарушување, односно оштетување на мозочната циркулација, кога се достигне така наречен исхемичен брак, и последиците можат да бидат од сосема благ невролошки и когнитивен дефицит до тешки хемипарези, хемиплегии, постапоплектички и алгички синдром. Значи, се разбира дека третманот на мозочниот удар треба да биде долготраен и во смисла на редукција на симптомите како последица на мозочниот удар и во смисла на превенција од евентуални нови цереброваскуларни акциденти. Према тоа да се постапи онако како ординирачкиот невролог предложил, има тоа своја логика и своја потреба да се земаат подолг период лековите кои треба да ја подобрат мозочната функција во смисла на примена на ноотропици, цереброваскуларни вазодилататори, да се овозможи подобра исхрана на мозокот и спречување на понатамошни оштетување на мозочното ткиво. Уште еден гледач ќе вклучиме во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Еве уште една шанса за гледачот, бидејќи сме на крајот од денешната емисија, да се вклучи. Добар ден. Сепак не успеавме да го вклучиме. Докторе, вие имавте неодамна објава на вашиот Facebook профил дека им понудивте бесплатна психолошка, односно психијатриска помош на семејствата на загинатите лица во страотната сообраќајна несреќа во Бугарија. Сметате ли дека сите тие треба да се консултираат со психијатар, со психолог за полесно да можат да ја надминат оваа страшна трагедија? Се разбира не сите, меѓутоа оние повулнерабилните, почувствителните и кои имаат некаква спремност да реагираат. Се разбира за сите тоа е стрес. Меѓутоа кај некој може да се развие посттравматско стресно расстройство, кај другите не. И моите искуства како во третман на посттравматските стресни расстройства при масовни несреќи, 4 години на Војно-медицинската академија, 91, 2, 3, 4, се до завршетокот на војната, подоцна војната во Македонија, па овие немили настани во Диво населе, па трагедијата со автобусот на Дурмотурс, па жртвите од пожарот во ковид болницата во Тетово, па сега ова масовна несреќа, предлагам, односно препорачувам, во колку самите лица кои се
зафатени со овие страшни стресни реакции заради губиток на еден доста страутен начин во пожар, во колку имаат потреба да се обратат и на најблиските или на сите стручњаци од оваа област. И за среќа и моите колеги од клиниката за психијатрија го послушаа и го прифатија мојот апел и има броевени телефони или преку советување или со директен контакт со лекарот, со психологот, со психијатарот, да се помогне на овие лица, бидејќи навистина ваква помош им е потребна, се со цел да се спречи развој на посттравматското стресно расстройство, кое е посериозно ментално нарушување, подолготрајно и на некој начин во поголем обем ја хендикепира личноста која е жртва на PTSR. И моето последно прашање за денеска, дали може посттравматското стресно расстройство да помине само од себе, односно личноста сама да си воспостави една емотивна рамнотежа без помош од психијатар? Па, ова е повеќе реторичко прашање, затоа што во колку личноста располагала со здрави, зрели одбранбени механизми и успеала само иницијативно да ги надвлади овие негативни ефекти на стресот, не би дошло до појава на посттравматско стресно расстройство. Но, во некој број на случаи велат времето лечи се, а јас не сум слушнал дека времето е лекар, но некогаш новите настани, она катексизам што го зборував предходно, усмерување кон секојдневните активности, професионални активности, слободни активности, комуникација, дружење, сите тоа се немедицински методи и начини кои исто така поволно делуваат врз исходот на посттравматското стресно расстройство. Затоа советувам тие луѓе не да се изолираат, не да се повлекуваат во себе. Напротив, и дружење и комуникација, и кога ефектите на стресот на некој начин се поделат, тие биваат, знаете, ја поделиме тагата, ја поделиме со некој. И многу полесно ќе биде ако таквите луѓе биваат ангажирани, затоа се применуваат ова е колективна, односно групна терапија со цел побрзо и поефикасно решавање на посттравматското стресно расстройство. Значи, во мал број случаи може да дојде до спонтана, значителна редукција, но секогаш ќе остане помалку или повеќе последици од самото посттравматско стресно расстройство. И тоа, за жал, знае често да не прати и до крајот на животот, се разбира со многу помал интензитет. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и што ги појаснивте сите аспекти на ова расстройство кое што воопшто не е ретко. Јас ви благодарам за љубезната покана да гостувам во вашата емисија и ве поздравувам. Поздрав и до вас, докторе, поздрав и до сите гледачи кои што денеска не следеа на фреквенцијата на телевизија Телма. Почитувани, гледајте не секој работен ден во 12:45, затоа што учиме како да бидеме и останеме здрави. До гледање.